време за темата на денот. Токму така, секогаш актуелна, посебно во последно време, недвижностите поскапуваат, а сопствениот дом некако се чини се понедостижен за младите луѓе. Последните податоци на Народната банка покажуваат дека за да купите стан, конкретно во Скопје, ќе ви требаат 17 години минимум. За трендовите на пазарот на недвижности, цените, интересот за купување и очекувањата за периодот што следува, разговараме со Александар Гиновски, агент за недвижности. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и од мене. Добро утро до сите пред малите екрани. За тие што не ме познаваат, јас сум Александар Гиновски, собственик на агенција за недвижности Дарма дома од Скопје. Експерт сум од областа на недвижностите, веќе 15 година го пратам пазарот. Им помагаме на нашите клиенти да го пронајдат својот идеален простор за живење или деловен простор за работа, на собствениците на имот или да го продадат имотот побрзо, а тие што издаваат да им скратиме нервози, главоболки и слично. Значи ги имаме информациите од прва рак. Да. Ајде на почеток како ви се чини, како го оценувате ситуацијата практично на пазарот на недвижности конкретно во Македонија, а особено во Скопје со оглед на тоа дека секогаш Скопје е. Така е. Со Симона имавме пред 2 години и 3 месеци, мислам дека едно интервју баш кај нас во агенција, разговаравме како е ситуацијата, дали ќе паѓаат цени или слично. И тогаш предвидов дека нема да паѓаат цените, напротив ќе паѓаат, да, ама малце периферично од центарот на Скопје, ќе се шири едноставно и едноставно таму ќе биде цената на квадрат поевтина. А иначе она што се случува во централно градско подрачје и слично, веќе онај тренд на раст на цени од тогаш започна, стигна до некои високи цени, кои што реално и тогаш предвидов дека ќе дојде ситуација да не може секој да си дозволи да купи имот. За изнемување полесно е, можеш да изнемиш, али за купување на имот едноставно ќе биде, да кажеме, ако до пред 4-5 години со истите пари си можел да купиш 60-70 квадрати, сега една гарсонјера може да се купи. Така да Што најмногу влијае на овој континуитет на цените на становите? Значи, самата побарувачка во дадена ситуација за некои атрактивни локации си го стори своето. Едноставно, кога има поголема побарувачка на некоја локација, а едноставно бројот на недвижности имоти, значи не може тоа да го обслужи и едноставно тука оди до не може да се спречи тоа. Природно е да таа цена расте. Кои се трендовите во моментов, затоа што навидум она што го гледаме низ централното градско подрачје, дека впечатокот е дека нема место каде веќе да се гради, меѓутоа кој реон цели кон тренд за градење и заселување, каде Скопје ќе се шири? Да, ако погледнете денеска да прошетате со автомобил низ Скопје, да кажеме малце понастрана, може да приметите дека има локации, тоа ако збориме за квалитетно живење, баш локации кај што може да се изгради, да има и добра пространство и зеленило и слично и да биде интересно, така да трендот ќе сакале некеле ќе мора, значи со оглед дека се намалуваат веќе оние места кај што може да се гради, така да Скопје ќе се шири по страна, тоа сигурно. И многу е лесно кога на одредена локација веќе се гради, па после тоа да дојдат и дали некој си мол, дали значи маркети, веќе школи, градинки, едноставно самиот сегмент се урбанизира. Так. Тоа е тоа што ќе се случува во нареден период и доста интересна ситуација што куќите ако малце како подзаборавени недвижности, атрактивни за купување не беа во изминатиот период, сега и како се доста барање. Да. Интересира, дали ова автоматски се пресликува и на изнајмувањето, односно на кириите, дали автоматски растат со зголемување практично, како иде продажбата, побарувачката на станови за купување, дали тоа се одразува исто и на изнајмувањето, на рентањето? Така. Значи, мора да се разграничи дека самиот процес на изнемување и изнемувањето како еден сегмент и продажбата се сосема различни. Едноставно не се пратат меѓу себе, без разлика што вие ќе купите имот па после ќе се рента, али моментално, ајде да направиме една кратка слика што се случува во моментов. Значи во делот на изнемувањето има хиперпродукција на имоти кои што се изнемуваат и тука цената не може да расте, некако застана и моментално доколку сакаш да изнајмуваш стан, значи нема она како порано ќе ставиш стар мебел од не знам од викендица ќе донесеш или нешто што пред да го фрлиш, него едноставно тука е онај тренд кај што мора се вложува да изгледа добро за да може да биде конкурентно, а во однос на цена тука стагнира. За разлика од продажбата каде што моментално понудата е огромна, а побарувачката е намалена. Така да се случува доста луѓе кои што продаваат имот не така лесно да го продадат.
ако тука ги одвојам оние кои што се нови градби. Така. Нова градба атрактивно е, секогаш луѓе сакаат да инвестираат, Атрактивно и да. скапо. Ете така, да, тоа е значи еден друг сегмент, али овие други имоти едноставно за 1000 имоти што се на понуда, дали 100 купци има во моментот. Така. Меѓутоа мислам дека само извини Симона, мислам дека веќе и не е само предмет, односно домувањето централно. Тука веќе се работи и за многу инвестиции, односно граѓаните мислам дека се решаваат да инвестираат во недвижности, посебно во главниот град. Така е, тоа си стои веќе, значи уназад, да кажам, ајде, после ковидот, доке ковидот негде беа окей цените, дури не инвестираа луѓето, едноставно мислеа, ајде нема потреба, ефтина е цена, слично, да после ковидот веќе побарувачката се нагло се зголеми и тука беше онај пик, мислам дека негде 2021-2022, кај што стварно се изнакупува имоти и едноставно онај тренд за да имаш стан за рента и утре, пример, дали си од страна, па дете твој ќе дојде ќе студира таму или слично, меѓувреме го исплаќаш, уште трае и доста атрактивно, дури мислам дека од она да оставиш депозит во банка па да го орочиш, моментално е поатрактивно е купувањето за издавање. Александар, кои се очекувањата пред се од граѓаните и особено за младите, колку е тешко да дојдат до свој дом сега, колку години се потребни пред се да се најде идеалната локација, посакувана квадратура, а се разбира цената како најголема улога што влија, што се очекува, еве и според вас? Така, со оглед дека, ќе дадам само една увертира, пред некој месец бев во Германија и во разговор таму со луѓе кои што живеат, очигледно се случува истото и таму и кај нас, да многу тешко да можат да дојдат до сопствен имот, поготово млади брачни парови кои што се на почеток, да кажеме, во создавање и едноставно тука не тренд да изнаемиш или па да изградиш куќа заедничка да со родители доаѓа слично. Доаѓа ли понекад тоа и кај нас? Да, доаѓа на жалост затоа што еден калкулатор да земеме да пресметаме, кажавте вие на почеток колку е само во години многу инвестиција да се исплати, а камоли дека утре пример тој 50 квадратен стан што ќе го купиш за 5-6 години нема да ти биде толку корисен, биде ги нормално. Брачен пар па после деца доаѓаат, ќе им треба поголем. Тоа е веќе стварно тешко. Тешко е и не е едноставно. Значи, така да мислам дека во моментот повеќе се одлучуваат на чекор да рентаат, каде што не се врзани со, да кажам, со, не знам, локација или слично толку да пребираат или да барат, него барат негде кај што е поблиску до школа, градинка, кај што работат. Да биде урбанизирана средина практично. Па да. И имаме среќа уште што цените за изнаемување се стварно, ајде да кажам, уште она балансирана, може да си приуштат. Имаме ли еве конкретно некои стабилни цени, некаква рамка еве за скопските општини, од колку до колку најмногу се движат цените во главниот град? Да, кога некој ќе ме праша цена по квадрат, да можеш да кажеш ако продаваш во една зграда, нова градба, инвеститор продава и може да каже, тврдам дека таа цена не е исто за некој стан што е со добар распоред, добар поглед или слично, така да во останатиот сегмент многу е тешко затоа што немаме две исти единици. Така. Значи еден стан може да биде послаб, некој подобар може да биде, некој да биде на подобра страна, така да различни се цени варираат едноставно од имот, али она да ставиме рамки да кажеме толку таму се продаде, толку тоа, имам видено стварно од искуство имоти кои што не толку вредат, а се продале по екстра цена и имоти кои што вредат, кои што не може да се продадат така лесно. И сега уште едно прашање само пред крај да го закружиме разговорот. Вчера излезе една анализа за Европската унија, практично дека Хрватска забележа најголем пат на бројот на продадени станови во Европската унија, пошто следува Бугарија. Од друга страна пак најголем број на продадени стамбени единици забележа Кипар и Данска. Значи практично и во Европската унија сепак имаме разлики, односно немаме унифицирани правила за Нема. Слушнав баш вчера таа анализа на радио кога возев со автомобилот и реално и очекувано е со оглед дека тоа што моментално луѓе инвестираат онаму каде што е атрактивно. Еве до пред ситуацијата Дубај беше една стварно атракција каде што луѓето инвестираат, доста луѓе познам што инвестираат таму. Еве сега убаво ги спомнавте Кипар, мислам дека кажавте и Данска. Едноставно, сигурно е едното ради тоа што си го прави своето туристичкото место, а Данска, пример, квалитетот на живот. Токму така, и стабилност. Да, така да целата едноставно или кон релаксација или кон нешто што има вредност, да кажеме, поголема. Александар, благодариме за денешното издвоено време. Се надевам дека следното гледање ќе биде со попозитивни вести за оние кои што сакаат да имаат свој дом. Така, благодарам и на вас.